после 27 години, толку сме близко до НАТО и до Европската унија. Доаѓа целиот свет да ни каже, дури и на македонски јазик ни кажуваат, ве чека НАТО и Европската унија. Ваше е да одлучите. Јас знам дека Свети Николе ќе биде за Европска Македонија. И затоа, ако сакаме брз раст, ако сакаме сериозен чекор да исчекориме, затоа ни треба Европската унија и НАТО. Бугарија, невработеноста од 17,4 ја намалила на 4,7%. Вкупните инвестиции 3 пати се зголемиле од кога станале членка на НАТО. Романија, платите се зголемиле за 400%. Не дупло, 4 пати повеќе од кога станале членка на НАТО. Но влегле во ред и поредок. И бројката на невработеност од 20% за 3 години се намалила за некој 3,7%. Сами, изолирани, можеме да имаме раст и развој, напредок, но не таков, каков што очекуваат нашите граѓани и не со такво темпо, кое што ни е неопходно за да стигнеме на ниво на стандардот или барем близко до стандардот на граѓаните на земјите членки на Европската унија. Младите мора да излезат, младите мора да разговараат дома со своите родители, младите мора да разговараат со своите татковци и дедовци, со своите пријатели, роднини на секаде, затоа што апла е известна идината кон која што се движиме. Јас разбирам повозрасен човек да не е толку заинтересиран за себе. Заинтересиран се повозрастните за децата, за внуците. Но директно младите мора да бидат заинтересирани за себе. И затоа аманет им остави. Немојте да оставите незавршена работа. Не мора во недела сабајле во 7 на гласање. Знам дека у сабота вечер се излегува и касно се собират младите луѓе. Поспите, но до 12 сат треба да излеземе сите. Да излеземе сите и да гласаме за Европска Македонија.